1918 година. Ова е крај на дотогаш најголемата светска војна. Крај на најголемата светска кланица. Овие војници, многумина од нив работници и селани, со радост и прегратки го пречекуваат крајот на ова безсмислено крвопролевање. Нивната радост е бескрајна, зашто тие цврсто веруваат дека мирот ќе им донесе правда, класна и национална слобода, зашто знаат дека повеќе нема да бидат храна на топовските гранати. Меѓутоа, представниците на крупната буржуазија што ги праќаа луѓето на масовното губилиште не мислат така. Во овие светли и пространи салони на Версај, тие ги потпишуваат мировните договори и спогодби кои пред се ги штитат нивните интереси. Овде тие ја кројат новата карта на Европа. Оваа крупна буржуазија всушност и ја водеше војната за да ги менува границите, за да зема делови од туѓи територии, за да најде нови извори на суровини, работна рака, за да оствари нови профити во играта со туѓите умирања. Во тоа империалистичко прекројување на Европа, на Балканот се појавува кралството на србите, хрватите и словенците. И тоа е нова можност на буржуазијата за национално потиснување, ограбување и терор врз народите. Колку и да страдаше во Првата светска војна и во двете претходни балкански, водени заради незината поделба, колку и војски да минуваа преку неа, палејки ја, ограбувајки ја и убивајки го народот во неа, колку и регрути да земаа од неа, во салоните каде што се кроеше новата карта на Европа и покрај сите обиди да добие своја независност и слобода, да создаде своја држава, Македонија повторно е измамена и жртвувана. Иако во војната најмногу настрада, таа не доби ништо од војните репарации. Во географска и национално-политичка смисла, Македонија и незиниот народ се избришани од лицето на Европа. Како резултат на империалистичките нагодувања и тргувања, Македонија е распарчена и поробена. Централниот дел на Македонија влегува во рамките на новосоздаденото кралство на србите, хрватите и словенците. Приморскиот, односно егејскиот дел на Македонија потпаѓа под грчка власт, а источниот, односно пиринскиот, го зазема Бугарија. Во новата хегемонистичка држава, кралството на србите, хрватите и словенците, Вардарскиот дел на Македонија, како и другите два дела, не е вклучен врз основа на правото на самоопределување, туку како освоена област. Во новото кралство, за неа важат овие закони од 1912 година, што ја третираат како освоена територија. За буржуаскиот режим, таа е проширен пазар со многу суровини, а неразвиената аграрно-занечиска економика во новата капиталистичка конкуренција е вклучена нерамноправно како додаток. Нерешеното аграрно прашање особено се заострува со колонизирањето на Македонија, со тоа што хегемонистичкиот режим ги користи колонистите за разбивање на етничката целина на македонскиот народ и за негова потполна асимилација. Од друга страна, империалистичката поделба уште повеќе го комплицира и нерешеното национално прашање. Македонскиот народ и работничката класа се лишени од основните национално-политички услови за непречен културен развој. Најстрого се прогонува и се казнува секако демократско и национално истапување, а јавното изнесување и заштитување на националните интереси и политички права преку своја самостојна политичка партија е забрането. Ситуацијата во Македонија ја влошуваат и спротивностите со соседните земји.
Поразената Бугарија, која при поделбата на Македонија е незадоволна од добиениот плен, на секој начин се обидува нерешеното македонско прашање да го представи пред светската јавност како свое државно прашање и со тоа да предизвика ревизија на Версајскиот договор. За таа цел, таа го користи Пиринскиот дел на Македонија како терен од каде што терористичките чети упаѓаат во Македонија и ги зголемуваат политичката несигурност и белиот терор, а македонскиот народ го изложуваат на нови насилства и уништувања. Во тој период, поради индустријската заостанатост, македонската работничка класа е неразвиена и бројно слаба. Неа претежно ја сочинуваат занечијски работници, земјоделско-сезонски работници и мал дел индустријски работници. Во хегемонистичкото кралство, македонските работници се користат за најтешки физички работи, најмалку се платени и се турнати на дното од општеството. Таквата безмилосна експлоатација на македонскиот народ предизвикува револт и отпор кој го мобилизира работничкото движење. Македонското работничко движење, кое во социјалдемократскиот период има богата дејност, поради разделеноста на Македонија не се развива самостојно, туку во составот на работничките движења на балканските држави. Во таквите неповолни услови во вардарскиот дел на Македонија се обновуваат социјалистичките организации во поголемите градови, а под раководство на Душан Цекич, Петар Георгиев, Илија Плавев и Стојан Дивлев, Скопската организација се издвојува по својата активност. Во вителот и крвавењата на Првата светска војна се роди и победи големиот Октомври, првата социјалистичка револуција во светот. Со тоа идеите на Ленин и на Октомвриската револуција незапирливо го започнуваат својот од низ разурнатите, ограбени и со масакар обележани земји. Во Унгарија работниците создаваат Советска република, што буржоазијата крваво ја задушува. Во Германија, под раководството на Карл Липкнехт и Роза Луксембург, работниците дигаат бунт и бараат Советска република. Револуционерниот бран ја зафаќа цела Европа. Во исто време, на почетокот на 1919 година, под раководството на Ленин се основа Третата комунистичка интернационала. Таа представува центар за раководење и координирање со меѓународното комунистичко движење. Под непосредно влијание на Коминтерната, во април истата година во Белград се одржува и Обединителниот конгрес на Социјалистичката работничка партија на Југославија комунисти. Тоа е всушност првиот конгрес на југословенските комунисти. На овој конгрес, на кој присуствуваа и 20 делегати од Македонија, е донесено решение за пристапување кон Третата интернационала, а во Централниот партиски совет како представник од Македонија е избран и Душан Цекич. По овој револуционерен чин, македонската работничка класа безрезервно застанува во борбените редови на партијата,
зашто Комунистичката партија на Југославија во тој историски миг, освен политичка авангарда на работничкото движење, е единствен гарант на национално-ослободителното движење на македонскиот народ и незавршената национална револуција. Македонскиот народ, како свој, ги прифаќа и другите балкански комунистички партии, зашто во тогашните општествено историски услови, тие се единствената реална политичка сила, која по својот карактер врз рамноправна основа може да ја поврзе неговата национално-ослободителна борба и со ослободителната борба на работничката класа. Меѓутоа, балканските комунистички партии во своето прво видување со Македонија пред јавноста се представуваат со погрешна представа за неа. Под влијание на националистичките пропаганди и на опортунизмот на Втората интернационала, кое националното прашање го сметаше за буржуаско, тие не ја сватија националната суштина на македонското прашање, а македонците не ги видоа како историски формиран посебен народ. Тие навистина ја осудуваат поделбата на Македонија и новото робство, но македонците ги третираат како припадници на соседните народи. Во таа смисла, оптоварена со социјалдемократски баласт, Комунистичката партија на Југославија со погрешно сваќање за Македонија и за македонскиот народ ги представува и пред Комунистичката интернационала. Независно од овие почетни слабости и грешки на Комунистичката партија на Југославија спрема националното прашање воопшто и спрема македонското посебно, таа ужива неподелен авторитет меѓу работничките маси, кои масовно се приклучуваат кон незините редови. По обединителниот конгрес, македонското комунистичко движење продолжува да се развива како составен дел на југословенското работничко и комунистичко движење. Така меѓу првите се формираат партиски организации во Велес, Скопје, Штип, Кавадарци, Битола и Прилеп, а до крајот на годината и во сите поголеми места во Македонија. Паралелно со формирањето на партиските организации се оформува и синдикалното и младинското движење. Следната 1920 година е време на бурна револуционерна активност на Комунистичката партија на Југославија во Македонија. Тоа е година на револуционерен вриеж, што ќе означи целата борбена епоха на партијата што доаѓа. И покрај прогоните и невидениот терор над неа, Комунистичката партија веќе брои над 4000 членови. Уште повеќе синдикално организирани работници под нејзино влијание, голем број симпатизери и припадници и значителен број партиски организации во некои скопски, битолски и прилепски села. За пропагирање на комунистичките идеи меѓу работните маси и за практична национална пропаганда и дејност, на Покраинската конференција во Скопје во јануари 1920 година е формирано Покраинско политичко раководно тело. Оваа конференција избира и секретаријат за Македонија и Јужна Србија со седиште во Скопје. Во усвоената резолуција на оваа конференција, теренските организации се повикуваат да ја шират комунистичката програма меѓу работните маси и да подготват терен за социјалната револуција што се очекуваше. Во овој период се обновува и весникот Социјалистичка зора. Како орган на Комунистичката партија на Југославија за Македонија и Јужна Србија, во почетокот излегува 3 пати неделно, а подосна како дневен весник. Историскиот момент во кој се појавува ова гласило на партијата, самиот весник го окарактеризира во својата воведна статија. Ова е последна фаза на капитализмот со полна анархија во производството, со беда и глад на народните маси, со политичка реакција и диктатура на буржуазијата. Од друга страна, тоа е период на подготовки за големата пресудна битка, што ќе му овозможи на човештвото слободен развој во комунистичкото општество. Ете така пишува оваа црвена зора во мракот на реакцијата на југословенската угнетувачка буржуаска држава. Во таа бурна 1920 година, класата што се раѓа и што доаѓа сигурно ја покажува својата моќ.
Во масовниот генерален штрајк на железничарите, што ја зафаќа целата земја, учествуваат над 2000 работници. Бранот на штрајкови и масовни политички манифестации и собири се шири насекаде, а во Македонија во овие моменти се почесто се истакнува и барањето за решавање на македонското национално прашање. Иако партијата во целина има неправилен однос кон националното прашање, а посебно кон македонското, во својата практична дејност, заедно со истакнувањето на класно-социјалната програма, таа мора да се занимава и со националното прашање на Македонија. Одделни истакнати членови на Централното партиско раководство, како Рајко Јовановиќ, Филип Филиповиќ, Триша Кацлеровиќ и други, во своите јавни истапи и говори истакнуваат некои аспекти на македонското национално прашање. Од 20 до 25 јуни 1920 година во оваа зграда во Вуковар се одржува вториот партиски конгрес, на кој македонските комунисти заедно со другите делегати се залагаат за цврста револуционерна борба на партијата. На овој конгрес, со програмата и со преименувањето на партијата во Комунистичка партија на Југославија, со сплотувањето на комунистички ориентираните елементи, се истиснуваат опортунистичките и социјалдемократските лидери од партијата. На конгресот е избрано и ново партиско раководство, во кое како представник од Македонија е избран Душан Цекич, а борбеното јадро на партијата се залага за непосредни дејства и поттикнувања на револуционерниот развој. Во текот на таа 1920 година, во Југославија се одржуваат и првите општински избори. Тие се прво одмерување на класните сили во земјата. И во текот на самите избори доаѓа до полн израз приврзаноста на работните маси кон Комунистичката партија на Југославија. Во Македонија тие се спроведуваат под невидени притисоци и прогони, во услови на национална обесправеност и бел терор, а против партијата истапуваат и обединетите буржуаски партии. Со тоа на партијата наполно е оневозможено рамноправно учество на изборите. Во знак на протест против таквиот дискриминаторски однос на власта, партијата во некои места ги бойкотира изборите, а предизборните собири многу често се претвораат и завршуваат како демонстрации против националното робство и белиот терор. Во својата изборна програма, партијата истапува со барање сета власт да мине во рацете на работниот народ од градот и од селото, организиран во работничко-селски совети, а се бара и федерација со балканските народи. Се бара борба за мир, борба против воената интервенција во Советска Русија и солидарност со светскиот пролетаријат. Своите предизборни митинзи партијата ги користи и за разобличување на експлоататорскиот и реакционерен режим. Така, партиската организација во Велес организира митинг на кој присуствуваат над 3000 граѓани и работници. На митингот е донесена резолуција во која се изразува готовноста на Комунистичката партија на Југославија и на работните луѓе за борбата против теророт. Во резолуцијата исто така се повикува македонскиот народ да оневозможи секаква комитаџиска акција, да се солидаризира со југословенските народи во нивната борба за ослободување на работниот народ од капиталистичкото робство, стапувајќи под знамето на Комунистичката партија. Им се става на знаење на сите водачи на бугарската шовинистичка пропаганда дека македонскиот народ се освестил и дека нема да дозволи да биде маша во рацете на реакционерите и ненародните експлоататори. Македонскиот народ е против братоубиствениот колеж. Тој е за борба што ја води пролетаријатот од целиот свет за своето ослободување. Иако Комунистичката партија на Југославија на два пати не учествува во општинските избори со сите своји сили, таа постигнува голем успех. Победувајќи со забележително мнозинство, таа ги добива општините во Скопје,
Кавадарци, Велес и Куманово. Оваа значајна победа одекнува ширум целата земја. Во текот на неколкуте месеци, колку што постојат, црвените општини се обидуваат да ги подобрат животните и работните услови, да ја намалат скапотијата и невработеноста и да го подобрат школството. При крајот на годината, во ноември, се одржуваат парламентарни избори. Од вкупно избраните 59 комунистички пратеници, скоро 1/3, односно 15, се од Македонија. Ваквата голема победа на Комунистичката партија на Југославија предизвикува големо меѓународно признание, а македонскиот народ ја пречекува како негова сопствена победа против реакцијата и против националното робство. Меѓутоа, на сите овие извојувани битки на работничкото движење и на незината авангарда Комунистичката партија на Југославија, наскоро им се нанесуваат тешки удари. На самиот крај на годината, кралот и буржуазијата ја донесуваат злогласната обзнана, а кусо време потоа и законот за заштита на државата, со кој Комунистичката партија на Југославија се забранува и се става вон законот. Заради тоа, својата револуционерна дејност, таа мора да ја продолжи во длабока илегалност.